пратениците маските да ги носат. После молим да пише ти во група и на Јовче ќе го кажам. Те пратите лузи. Кога лани говорев за овој буџет, кажав меѓу останатото дека ме подсетува на онаа народната "Не умри магаре до зелена трева", при тоа правејќи паралела меѓу македонскиот народ со магарето и зелената трева со буџетот кој изнесуваше 4,25 милиарди евра. Магарето, односно македонскиот народ, кој власта го третира како магаре, не умре, ама зелената трева, односно буџетот, се исуши или испари. Никаде го нема. Не видовме ништо од ветуваните проекции, ниту пак видовме нешто од реализацијата на прифатените опозицијски амандмани со кои така искрено се фалевте како знак за добра волја и соработка со нас опозиционерите. Беа негде околу 10 до 20 амандмани тогаш прифатени, ама ако некој се запраша дали на вистина нешто се реализира од нив, сигурна сум власта ќе ни каже дека имаме само погрешна перцепција. И кога веќе кажав дека македонскиот народ не умре, не смеам да ги заборавам да ги споменам оние вкупно 5489 починати од коронавирусот досега. Починаа заради негрижата на оваа власт, која иако не задолжи со милионски суми на евра во име на ковид кризата, сепак не успеа да купи ниту една вакцина се уште. А тоа што задоцни со отпочнувањето на вакцинацијата, која ни ја ветуваше уште од декември минатата година, тоа не чини преку 3000 починати сигурно. Додека некој пресметуваше и планираше профит или класичен рекет од набавката на вакцини, ни испоумре уште илјадници наши сограѓани, а власта се уште е на ставот дека одлично се справувала со корона кризата. И се уште вели дека во целиот свет имало смртни случаи, а никако да признае дека ние сме лидери по бројот на починати и заразени. И тоа е најверојатно само наша перцепција, за жал. Ви потенцирав дека македонскиот народ не умре, за да сте барем малку свесни дека тој народ е издржлив, дека умее и со малку да се снајде. Само вам не ви стига ништо. Вас не ве задоволуваат ни милионите, ни власта, ни буџетите кои откако почнавте да ги креирате, се секоја година поголеми и поголеми, па така стасавте со овој ребаланс до износ од 4,37 милиарди евра. Од лани до годинава ги зголемувате трошоците за 120 милиони евра. И сега, наместо првичните 110 со буџетот, 123 милиони евра ви се за здравството, а 11,7 милиони евра за зелен развој. Заедничко за здравството и за зелениот развој е само нивната почетна буква, која е иста како и иницијалите на премиерот. Да не беше трагично, можевме и да се насмееме, па макар и иронично. Па кај ќе ви оди душата, колеги од власта или министре? Каде беше патем министерот за финансии на комисијата? Форумот во Охрид, колку што знам, почна и заврши додека траеше комисијата. Таму ли беше поприоритетно да се појавите или на комисијата да го одбраните ребалансов за класичен предизборен подкуп, веќе не знам кој поред? Или не дојдовте за да не се порекнете сами од себе си, зашто самиот изјавивте дека Македонија е единственава земја во регионот која се однесуваше без разум. И во право бевте, ама требаше да дојдете и на комисијата кај што и ви беше местото и да го соопштите тоа повторно, а не да ни испраќате ребаланс со зголемени трошоци и да го фрлате жешкиот костен во рацете на пратениците на власта. Затоа ве немаше на комисијата. И не само што Бесими се порекна самиот себе со овој ребаланс, туку им противречи и на Народна банка, на Меѓународниот монетарен фонд, па и на Европската комисија. Имено, додека Народна банка ни предвиде економски раст од 3,9%, Меѓународниот монетарен фонд од 3,8%, а Европската комисија од 3,7%, Бесими е толку голем оптимист што проектираната стапка на раст ја задржува на 4,1%. Јас не сум економист по професија, ниту пак филмски режисер, но не можам а да не забележам дека ова е како научно-фантастичен филм во кој секое македонско семејство е веќе задолжено со по 4800 евра, а со ребалансот дополнително со нови 500 евра. И замислете, режисерот на овој филм ни вели дека и покрај загрижувачките преку 63% од бруто домашниот производ долг на Република Македонија, тој очекувал економски пораст.
Навистина и Стивен Спилберг може да дојде тука и да учи од нашиве експерти по економија, кои Македонија ја воведоа во нивната научно-фантастична режија. И добро че беше доколку ова беше само еден научно-фантастичен филм, па макар и да трае повеќе од 3 часа, како оние на Спилберг. Но лошо е што ова е реалност во Македонија, која што никако не би ја нарекла живот за сите, туку ова е живот само за власта. За сите останати филмот се уште трае и веќе се претвора во серијал на една трагикомична пародија. Веќе 5-та година тече како животот во Македонија станува се поскап, а право пропорционално на тоа граѓаните се посиромашни. За само изминатава една година маслото од 67 денари денес чини 95, брашното од 34 денес е 39, а млекото од 45 цели 52 денари. Или вкупно потрошувачката кошница во месец годишно е порасната за 951 денар, а синдикалната кошница за месец јуни изнесувала 34.212 денари. Недостасуваат близу 100 евра за да се стаса минимумот, споредено со просечната македонска плата, што значи дека живееме и под минимумот. Кога лани влеговме во здравствената, а паралелно и очекувано веднаш и во економска криза, не само ВМРО ДПМН, туку и сите вистински, а не политички економски експерти порачуваа да не се запира со капиталните инвестиции и проекти, дека тие се единствениот спас за поблаг премин низ кризата. Дека пакетите за помош требаа да бидат само дополнителна, а не основна мерка за спас на економијата. Само капиталните инвестиции ќе беа вистинска одлука и реален спас. За жал, оваа власт остана глува на овие апели. Останува и денес глува, а само пробува да одглуми или поточно повторно да излаже. Имено, со овој ребаланс има намалување од 990 милиони денари или 4,5% помалку во однос на усвоениот буџет за 21 за нови патишта, училишта, болници и останати проекти. Исто така, намалени се и средствата за Министерството за транспорт, врски и екологија. Па така, имаме 525.000 евра помалку за локални патишта, 6.850.000 евра помалку за инвестиции во железницата и 9.720.000 евра помалку за гасификација. Ова значи дека власта продолжува со трендот на слаба реализација на капитални инвестиции и во следниот период. Ова значи дека власта нема приоритет изградба на Македонија, туку повторно изборен подкуп и трошење на народните пари за да се остане на власт и да се продолжи со плячкосувањето. Го имаме најголемиот буџет во историјата, а најслабата реализација на капитални инвестиции. Каде отидоа парите? Или каде ќе одат сега овие нови, најголеми 4,37 милиарди евра? Народот е се посиромашен, во државава не се гради, логично е прашањето на што се трошат сите овие пари и дополнително заемите со милионски суми. Околу инвестициите во образованието, кое нели сите сме согласни дека е жедно за реформи. Какви реформи ќе прави Мила, кога со ребалансот имаме над 32.000 евра помалку за реконструкција на ученички домови, над 62.000 евра помалку за реконструкција на студентски домови, над 750.000 евра помалку за изградба на основни училишта и над 1.800.000 евра помалку за изградба на училишни спортски сали. Ова значи дека ако пандемијата тоа го дозволи, следната учебна година нашите деца ќе учат од дигитални учебници за некоја релативизирана македонска историја и за родител 1 и родител 2, ама кога ќе имаат потреба за тоалет, ќе продолжат да ги користат нужниците од праисториско доба. Замислете од таблет компјутер до нужник. Каква класична интерпретација на реформите во образованието по концептот на Царовска. Само да не заборави македонската јавност дека реформите во основното образование не чинат задолжување од 21 милион евра. Задолжување, но затоа со овој ребаланс немаме зголемени инвестирања во инфраструктурата на училиштата. Значи, концептот на Мила е вреден за позајмица, ама нашите деца не заслужуваат современи спортски сали, ученички и студентски домови. И да не заборави македонската јавност на ветувањето од програмата за живот за студентски град, кој само што не е почнат да се гради
исто како и новиот клинички центар. И кога веќе го споменав клиничкиот, со ребалансот се намалени средствата за изградба на општата болница во Кичево, клиничката болница во Штип и за нов клинички центар, што доволно зборува и покажува колку оваа власт има намера да троши пари за здравството. Намерата за заем од преку 500 милиони евра за нов клинички ќе им остане најверојатно за после изборите, за да го видат прво исходот од истите, а потоа да продолжат со уште една брутална плячка. Еднаш имам кажано дека нов клинички центар со оваа власт нема никогаш да се случи, денес истото и го повторувам. Заменик министерот Ковачевски на комисијата и министерот Бесими на седницава најавија дека со предложениот ребаланс клучни приоритети остануваат здравието на граѓаните, здравата економија и здравите финансии и општество. Од овие најави, доколку некој што не живеел во Македонија изминативе 4,5 години ги слуша, може само да заклучи дека и досега оваа власт се грижела за здравието на граѓаните, за економијата, финансиите и општеството, дека и досега во Македонија се вложувало за здравство и за економија. Арно ама, во Македонија имаме 5489 починати од ковид кризата, во Македонија имаме долг од 7 милиарди 186 милиони евра и имаме општество во кое живеат граѓани од прв и втор ред. И оние од првиот ред граѓани ни велат дека продолжуваат во континуитет со нивната така наречена грижа. Аманте не се грижете толку повеќе. И онака оставени бевме сами на себе и на Господ за време на пандемијата. И онака помина вашите години на економијата, па буџетот за човечки капитал, па владата за борба со корупција и криминал и што ли уште не. Оставете не и не се грижете толку за нас, бидејќи со вас како без вас е работава. Со таа разлика што граѓаните од втор ред во државава стануваат се посиромашни со вашата грижа, а вие од првиот ред продолжувате со лаги и манипулации. 111-тото место на листата за борба со корупцијата говори се за вашата борба со неа, а јавниот долг доволно сведочи за вашата економија. Па народот и граѓаните во Македонија се уште ги паметат ветувањата за Facebook, Google и Volkswagen, ветувањата за 500 километри автопатишта, за бесплатно ЕУ здравство и што ли уште не за виткано во ЕУ обланда. Ги злоупотребивте и ЕУ и Македонија за вашите криминали. Ова е недозволиво. Народот гледа дека во Македонија ни цвета сивата економија и дека со Македонија раководи најкорумпирана влада. Тоа го знае и меѓународниот фактор и зарем и за ова е виновен источниот сосед. Па како сега некој да му поверува на Заев дека ќе има 8 милиарди евра инвестиции? Зарем е можно некој во ова да поверува после се? Буџетскиот дефицит, што значи повеќе потрошени отколку собрани пари, или народски кажано, пружени нозе и преку чергата, за периодот од 1 јануари до 22 јуни оваа година, изнесува 17,7 милиарди денари или 287 милиони евра. Ова е најновиот долг на Македонија. Значи, за период од 1 јануар до 22 јуни годинава, криминалната влада на Зоран Заев го задолжи секој македонски граѓанин со нови 8.840 денари или нови 143 евра. Од овој најнов долг, почитувана јавност, за капитални инвестиции се потрошени само 1/3 од парите. Каде се останатите 2/3 или приближно околу 190 милиони евра? Дали некој за ова има одговор? Да биде уште потрагично, владата не само што во континуитет не задолжува, туку владата и во континуитет не ги намалува трошоците кои реално може да се намалат. Па така имаме повеќе од 300 милиони евра за разни расходи. Понатаму, лага е дека народот подобро живее како што се фали власта, а при тоа истовремено зголемувајќи ги трошоците за социјална помош и трансфери. Ова нема никаква логика. Да подсетам на уште една лага. На лагата дека Заев и неговата влада ќе им овозможеа на младите да градат живот во Македонија.
Демант за оваа лага се официјалните бројки на Евростат и на Државниот завод за статистика, кои велат дека во периодот 2006-2016 просечно од Македонија се иселувале годишно по околу 5000 млади лица, а дека во периодот 17-19 просечно годишно по околу 10.000 млади лица. Значи дупло е зголемено иселувањето на младите лица за период од само првите 2 години владење на оваа власт. Истите овие институции даваат и податоци за стапката на сиромаштија која за време на владите на Заев не само што не се намалува, туку се зголемува. Стапката на сиромаштија пак кај вработените не се намалува, туку стагнира, што значи дека новите вработувања со кои власта се фали се со многу ниски плати. Едноставно, СДСМ и економски раст се два поими кои што не одат заедно. Тоа впрочем се покаже и во пракса. Зашто од 2017 година до ден денешен, секоја година за оваа власт беше економска. Па како може да е така кога граѓаните во Македонија се посиромашни? За каков раст на платите се говори кога секој граѓанин веќе е задолжен со по 3500 евра, а со овој ребаланс секое семејство во Македонија ќе се задолжи за нови 500 евра? За која економија годинава да се зборува кога половина милион граѓани ни се сиромашни, односно живеат со по 2 евра на ден, а 60.000 имаме нови невработени. 6.200 фирми ставија клуч на нивните врати. Одветените 850 милиони евра, кај народот и фирмите завршија само 350 милиони. Помошта која ни го зголеми долгот не стаса до народот и до фирмите, туку се потроши на предизборен подкуп. И да стасаше истата, самиот народ ќе отплачаше. Тоа е таа хипокризија на власта која кога ви дава ваучери, пакети помош и слично, не ви кажува дека тие добиени пари самите ќе си ги отплачате. Не ви кажува дека со ваши пари ве подкупува. Се што ви кажа или вети, ве излаже и не го реализираше, а се што ви даде, дупло ќе ви го наплати. И додека власта лаже и краде, не спие натаван, туку ги брка странските директни инвестиции од Македонија. Па така, Македонија има 15 помалку странски инвестиции од Србија, а 5 пати помалку од Албанија. За цела 2020 во Македонија влегле само 274 милиони евра странски инвестиции, од кои дел се и реинвестиции на веќе постоечките капацитети. За истиот период пак во Србија влегле 3,44 милиарди евра странски инвестиции и да, Србија има 3 пати повеќе жители од Македонија, но нормално би било доколку таму инвестициите се поголеми еве за 2 до 4 пати, а не за 15. Македонија се наоѓа на дното во регионот по влез на странски инвестиции. Пред нас е Црна Гора, пред нас е Босна и Херцеговина, Албанија и Хрватска. Ова страшно ниско ниво на инвестиции од странство во Македонија е само доказ дека инвеститорите не и веруваат на оваа корумпирана и криминална влада и на нејзините божемни економски политики. И пред било кој да помисли да се извлече за овој пат со одговор дека пандемијата е факторот за истиот, да ви соопштам дека светски аналитичари укажуваат дека било очекувано пандемијата да ги намали странските инвестиции, но истите истакнуваат дека во Македонија има најголем пад во околината. Во однос на очекувањата за оваа година пак, прогнозите на Светска банка повторно не се оптимистични. Имено, според неа, приливот на странски инвестиции за 2021 се очекува да биде 2,6%, што споредено со останатите земји од регионот е повторно најниското ниво, бидејќи за Србија се очекуваат 5, за Албанија 6,2, Косово 3,2 и Црна Гора 8,2%. А доколку не се потпираме само на вкупната сума или на стерилни бројки, тогаш треба да се истакне дека она што реално може и треба да се очекува е дека странските инвестиции ќе ги намалат вработувањата, бидејќи е намалена потрошувачката во развиените земји, што секако негативно ќе влијае врз можностите за профит. Ете, тоа е она што македонската јавност треба да го знае за економијата која ја води оваа власт и за која вели дека во континуитет и дава приоритет и дека ќе продолжи во таа насока. Реков веќе, ако мислите да продолжувате како досега, а ќе продолжувате, тогаш не очекувајте некој на вистина да се излаже и да ви поверува и овој пат.
Вработувањата за ниски плати, ваучерите за разни категории граѓани и класичниот подкуп кој добар дел од македонските граѓани имаа можност за претходните изборни циклуси да ги примат, се една трошка од векната леп која оваа власт си ја дели само за себе и за своите фирми. И не се работи само за векна леп, туку за фурни и фурни леп кои ги заработивте за сметка на трошките кои ги поделивте по излажаните ваши гласачи. Лажни ви беа ветувањата, лажни и победите на сите избори од кои мислите дека сте излегле како победници. Лажен ви е и овој ребаланс на буџетот. Соберете ги последните фурни леп и подготвувајте се за одговорност после сите овие ваши криминали. Ви благодарам. Реплика пратеничката Марковска Даниела, повелите.